Да зборуваме за важните општествени прашања, за кои другите молчат, да дебатираме со аргументи, да ги анализираме актуелните теми, да ги стакнеме позитивните примери дома, да ги промовираме нашинците во светот со кои треба да се гордееме. Да си кажеме, со Горан Петрески. Добро утро. Во наредното издание ќе зборуваме за сериозната демографска криза во која се подлабоко тоне Македонија. Неодамна, околу 15 ноември, се роди едно бебе некаде во светов кое го означи како бројка 8 милиардитиот жител на планетава. Ова и претходната демографска криза во која тоне Македонија, како што најавив, е повод за денешното издание на Да си кажеме, во кое гостуваат Марија Димитровска од Фондот за население на Обединетите нации, УНФА Скопје, и Дончо Герасимовски, демограф. Добро утро, добре дојдовте во студиото на Телма. Добро утро, поздрав до гледачите на телевизија Телма. Благодарам за поканата. Благодарам за поканата. Така. Рековме, планетава на која живееме од неодамна има 8 милиарди и кусур, неколку стотици илјади жители веќе. Да. На 15 ноември се роди некој бебе кој е некаде на планетава, кој го означи 8 милиардитиот жител. Имате ли вие како УНФА податок каде се роди ова бебе? Иако се пренесе информација дека најверојатно е на Филипини, УНФПА, Фондот за население на Обединети нации, нема така прецизни податоци за да може да нотира каде е роден 8 милиардитиот жител на планетата Земја. Така, и сега има многу контрадикторности кога се анализира глобалната демографија, миграциите и она што се случува на локално ниво во Европа, меѓутоа и во Македонија. Македонија од пред некоја година се приклучи на тие така наречени стари нации, односно нации во старење. Имаме негативен природен прираст, односно повеќе умрени отколку родени луѓе секоја година од 2019 чинам наваму. Меѓутоа јас би сакал прво да одиме малку глобално. Што значи за планетата со оглед на ограничените ресурси и со оглед на распоредот на богатството? Ние знаеме дека светското богатство го поседуваат помалку 10% од луѓето, а огромниот број од 90% живеат во тешка сиромаштија. Сега, како 8 милиарди како бројка, делува фрапантно, меѓутоа светот и натаму е доволно како вовед повелете Марија Димитровска од Фондот за население на Обединетите нации. Благодарам, многу се интересни и важни прашањата. Да, месецов го одбележуваме раѓањето на 8 милиардитиот жител на планетата. Достигнувањето на оваа точка во човештвото е една приказна за еден успех. Прво, приказна за продолжување на животниот век на луѓето глобално, приказна за намалување на мајчинската смртност и новороденечката смртност. Се разбира, овие можности не се подеднакво достапни на секаде, како што споменавте, постојат големи глобални разлики. Денеска светот го карактеризира се поголема демографска разновидност. Тука извинете, ќе морам да ја прекинам. Дали велите голем успех за човештвото? Да. Дали тоа се должи на зголемениот животен век и на намалената смртност или пак на поголемата демографска експлозија во оние токму сиромашни земји, каде што и животниот век не е така долг, туку е напротив меѓу најкусите на планетава? Дури и во тие земји да стасаме до 8 милиарди од 7 милиарди, ќе ни треба повеќе време за да стасаме 15 на години до 9 милиарди и некои 30 на години за да постигнеме 10 милиарди жители на планетата. Не постои формула која што ќе пресмета кој е оптималниот број на жители на планетата и загриженоста дека големиот број на жители на планетата може да влие врз исцрпувањето на ресурсите, не може со прецизност да имаме детерминистички став кон тоа. Она што забележуваме е дека растот на населението успорува. Успорува бидејќи речиси 60% од светската популација веќе живее во држави каде што стапката на фертилитет е под простото ниво на репродукција 2,1, што значи дека се намалува. Само да објасниме за гледачите, фертилитет значи репродукција, односно раѓање на нови деца, 2,1 дете од една мајка во репродуктивниот период. Тоа значи дека тоа е проста репродукција, односно колку заминуваат, колку починуваат, толку се раѓаат. Се над тоа е демографска експлозија, односно демографски пораст. Се под тоа е пад на населението.
Да, ако ја довршивте мислата, сакав да го прашам господинот Герасимовски, кога бевте вие директор на Државниот завод за статистика, бевме околу 7 милиарди. Да. И луѓе за десетина години, како што кажа Марија, стасавме до 8 милиарди, а сега ќе треба да почекаме 15 години поради тоа забавување на растот. Меѓутоа, повторно, велото Думфа нема формула која ќе пресмета кој е оптималниот број на жители на планетава, меѓутоа сведоци сме на оние апокалиптични сценарија дека глобалното затоплување, климатските промени го исцрпуваат светот, ја уништуваат, ја оптеретуваат планетата и дека на некој начин планетата одбројува до својот крај. Но тоа загадување не се должи на големиот број на жители, туку се должи на индустријата и на други проблеми. Сега, факт е дека во времето кога вие бевте директор на Државниот завод за статистика, беше похумано живеењето на планетава или грешно? Па добро, секој период си има свое нешто видување во зависност од временските услови, во зависност од развојот на земјите и така натаму, се доаѓа до една состојба за која што може да се дадат одредени оценки. Така е во смисла на демографските движења воопшто во светот, да речеме, каде што имаме во поедини региони, во поедини континенти да се среќаваме со појава на такви демографски експлозии во однос на зголемен број на население, меѓутоа има периоди каде што има намалување. Веќе се спомна во одредени временски периоди како растел бројот на населението, сега до тие 8 милиардитиот, меѓутоа да имаме во предвид во кој временски период во светот таа бројка и како се зголемувала. Негде во 1800 година имало негде околу 1 милиарда. За 100 години потоа имаме 2 милиарди. За еден век понатаму, да не речам, 4 милиарди, и тоа рачунете како прогресивно се зголемува како процес, кој што оди во сето оно што е направено. Веројатно тоа е во рамките на светски рамки, меѓутоа поединечно по региони, континенти и така натаму е сосема друга состојба, како тоа се одвивало во овој изминат период, поготово последниве, да не речам, да нека бидат 30 до 50 години, она што се случува. Имаме и пораст, имаме и опаѓање. Така е, сега трендот забавува? Сега, општо земено, трендот забавува во светски рамки, имајќи ги во предвид сите оние стапки на фертилитет, што рековме, односно број на живородени деца од една мајка, каде што во светски рамки е негде 2,4, а за проста репродукција веќе ве спомнавме потребно 2,1, меѓутоа во поголем број на земји, поготово зафаќајќи го европскиот континент, тој процес негде, јам кажано, односно проучувано, пред 30 на 40 години е почната таа демографска транзиција во Европа, започнувајќи од Северна Европа, движејќи се кон југ, односно кон целиот кај нас Балкан, да не речам, каде што таа демографска транзиција се одвива во овој подолг временски период. И во поголем број на земји во Европа сега, тој тренд на стапка на живородени деца опаѓа со тоа што се намалува и бројот на населението во поголем број на земји. Примерно, земете ја една Шведска, има се негде околу 1,6. Се што ја рековме испод 2,1, веќе нема репродукција. Ова значи нема проста репродукција на население. Кај нас е сега негде околу 1,3. 1,6. Во секој случај и кај нас е негативен. Кај нас е, да, нема проста репродукција. Да речеме во Јапонија, да земеме Италија, каде што има 1,2, 1,4. Тоа се процеси кои што не само во европски земји, Јапонија е карактеристична. Да, познати се оние примери на политики на државно ниво, како Кина од пред десетина години, кога така, кога беше закон се забрануваше раѓање на второ дете и така натаму, меѓутоа тоа веќе во поедини региони и подрачја и во Кина ги ослободија. Не се практикува, се помалку бидејќи растот забавува. Така да, тие трендови се во цел тој изминат период на овие години што ги кажуваме е различно се рефлектира. Меѓутоа, сепак остануваат во глобално ниво земјите на афричкиот континент кои што имаат тие високи стапки и кои што го прават светскиот тренд на тој пораст. За да го поединечно секако е тука. И да не говориме сега во натамошниот
Добро, да, за да го дообјасниме овој состојбите во феномен кога Македонија. станува збор за светската популација, можеби ги требаше да поканиме и социолог. Овде меѓутоа вие како Јас луѓе сум кои социолог. ето, значи вистинска адреса имам за следново прашање, ќе се обидам две да ги формулирам во едно. Прво, дали знаете како луѓе кои се занимавате со оваа проблематика, колку е просечниот век максимален и минимален и во кои земји каде се наоѓа, колку е најмалиот животен век и колку е најголемиот? Некаде околу 80 години е Скандинавија, претпоставувам, а најкусиот животен век ќе ми кажете вие поточно. И тука би го надоврзал прашањето кое го адресирам до социолог, а тоа би било зошто со години назад оние условно кажано богати земји кои имаат квалитет на живот, кои можат да си овозможат достоинствен живот, имаат повисок животен век, а истовремено намален наталитет, односно немаат ни проста репродукција. А оние земји кои живеат во тешка сиромаштија имаат толку зголемен наталитет и генерално демографската експлозија во изминатите години се одвиваше токму во тие земји. На што се должи таа дискрепанца? На првото прашање, каде е најкусиот просечен животен век, во моментов не би можела да ви одговорам во која земја, меѓутоа може да провериме. За второто прашање, зошто државите кои што имаат најдолг животен век, можеби највисок животен стандард, се соочуваат со проблем да обезбедат проста репродукција на населението. Прво да го поставиме простата репродукција на населението како нешто што не мора нужно да биде проблем. Не е проблем доколку населението се намалува во одредена фаза, како што спомна господинот Герасимовски. Тоа е прво резултат на зголемување на стандардот на живот, на поголемо уживање на права на жени и еманципација на жени, подобар пристап до услуги за планирање на семејството и се разбира, ниту тие држави го немаат целосно решено проблемот на нивните демографски прашања. Ниту една држава нема формула со која има постигнато со политики и планирање идеална демографска состојба, бидејќи популациите се постојано во фаза на динамика. Што го кажувате како ексклузивитет на правата на жената да раѓа помалку деца? Затоа што во многу држави, посебно за тие што ги зборуваме со стапки на висок фертилитет, пристапот до услуги за семејно планирање, како и уживањето на права да одлучуваат за своето тело е помалку пристапен на жените. Така што друг аспект е што современиот начин на живот, истото такво учество на жените на пазарот на труд, учество на мажи на пазар на труд, современите концепции за развој, кариера, треба да одат паралелно и со системи кои што ги поддржуваат луѓето да градат и формираат семејства колкави што посакуваат да имаат. Постојат истражувања во различни земји и во нашиот регион и на глобално ниво. Во Македонија мислам дека не се правени, кои покажуваат дека идеално луѓето најголем дел би сакале да имаат повеќе, 2 или повеќе деца во животот. Меѓутоа тоа не го остваруваат. Тука веќе треба да се прашаме зошто. Дали заради тоа што немаат пристап до услуги за поддршка при одгледување на децата, како предшколски установи квалитетно образование, квалитетни услуги за згрижување на децата по образованието, флексибилни политики на работа кои што ќе овозможат двајцата партнери да делат врските околу децата и се разбира културна промена на менување на динамиката во рамки на домаќинствата, каде што ќе се работи повеќе на партнерски однос во делењето на врските во домаќинството и околу децата. Господин Герасимовски, ако немате да се надоврзете нешто на ова прашање, следно што би сакал да се проанализира додека сме се уште на глобален план се миграциите. Како тоа во истовремено со таа демографска експлозија, односно тој раст на истасување до 8 милиарди, влијаат миграцијските текови и она старење на одредени територии на светот или како би ги нарекол сега региони, например Европа старее, во исто време се доселуваат луѓе од други континенти и како тоа на дол крок ќе смени таа демографска слика на планетата. Па во огноном од она што е констатирано и што се следи тековно, се гледа дека емиграциите се доста развиени во светот, во глобална рамка, каде што во најголем дел од сето тоа се избегнува токму од оние подрачја, имиграцијата е засилена повеќе во деловите каде што превладува повисок стапка на наталитетот, каде што имаме зголемен број на повеќе раѓање на деца. Од тој аспект во други континенти, бидејќи
не е состојбата подеднаква, веќе констатиравме во таа насока, се намалува бројот на населението старее, работоспособно население се намалува и тоа е претежно во најголем дел, да не речем, во земјите на европскиот континент. Емиграцијата допринесува да се надоместува на еден начин бројот на население кој што веќе престојува таму, следејќи ги тие миграции на движење и во земјите, поготово на Европската Унија, каде што постојат регистри за тоа тековно и дневно следење, може да се добие оценки и представа колку сето тоа го надоместува оно што е потребно. Земете ви пред нема година дена, пред неколку месеци, да не речеме, Германија се соочува со потреба од работна сила. Пазарот на трудот не може да се задоволи. Дури негде околу 700.000, 1 милион, да не речем, работници им се потребни за да го надоместат она што се оди. Тоа значи дека во европскиот континент имаме се повеќе старечко население, односно повеќе пензионери, отколку младина. Затоа во тие рамки, на светски рамки, се гледа со односот на бројот на деца до 14 години, бројот на население над 65 години. Тоа и кај нас е карактеристично веќе во нашата земја, или кој ќе збориме за кај нас е сосема нешто подруго. Господи Димитровска, имајќи ги предвид се ова што го спомнавме досега и сите предизвици кога станува збор за популацијските политики, вие веројатно како човек кој работи во УМФА мора да биде оптимист по природа и да верува дека ќе успееме во наредните децении за нашите поколенија да создадеме хуман свет за живење, меѓутоа навистина има тешки проблеми и предизвици. И тука би сакал ваш коментар во однос на ова и на миграциите кои ја менуваат и демографската структура на населението и се менува дури и тука имаат влијание и верски, и национални и многу други прашања. Апсолутно. Како што спомна господинот Герасимовски, поголем дел од државите од Западна Европа компензираат за ниските стапки на фертилитет со имиграција, односно со неблагодарно е да се каже, меѓутоа со доселување на странци. Тие луѓе најчесто доаѓаат од сите страни на светот, меѓутоа посебно од регионот на Источна Европа, и ако ги погледнеме статистиките и видиме од периодот на 1990 година па до денес топ 10 земји кои што имаат најголема депопулација, сите освен една, тоа е Јапонија, сите други се во Централна и Источна Европа. Значи, овој регион е најмногу погоден со губење на население. Централна и Источна Европа до некој период во поново време и многу доселеници од Африка и од Азија. Го кажуваме, ова е податок за податоци за населението во самите држави. Значи, колку имаме намалено население помеѓу два пописи. Тука се државите од Источна Европа најпогодени. Се разбира дека имигранти во западните европски земји има од различни делови на светот. Меѓутоа, кога ја гледаме состојбата кај нас, депопулацијата не се должи само и единствено на дури помалку на ниските стапки на фертилитет, колку што се должи на иселувањето на луѓето. И зема замав, тоа се прашања кои што се разбира се релевантни и треба да бидат земени предвид кога планираме политики за население. Проценките на ЮНДЕС се дека околу 700.000 македонци живеат некаде во светот, што би дошло некаде повеќе од третина од резидентното население според податоците. Овие бројки ви се согласени според бројките од последниот попис? Во моментов ја немам бројката како беше таму точно? Согласно последниот попис, ние помеѓу двата пописи имаме разлика од околу 200.000 жители. Голема бројка. Да. Меѓутоа, ние тука мериме разлика во период од 19 години, од 2002 до 2021 септември, кога беше спроведен пописот. Тие 700.000 кои се проценет имигранти не се однесуваат само на периодот помеѓу овие два пописи, туку на сите случаи на пријавени македонци регистрирани во странство од 90 и пред 90-тите години. Ајде пред да отидеме на Македонија, на проблемот тука, само уште малку околу оние демографски тенденции на дол крок, како ќе ја променат картата на светот. Малку звучи расистички, меѓутоа има некакви прогнози дека европското население ќе остане ли Европа бела под тие прашалници како такви со оглед на големиот заселениот бран на миграции од Африка и од Азија? Не би можела да се произнесам по тоа прашање, бидејќи тоа не е демографско прашање, ниту прашање за социолог, туку е повеќе прашање на политики на кои државите ќе ги имаат кон
доселеници од Зборувам за различни природните земји. текови. Не зборуваме за тоа политиката на мултикулти која со години практикуваше Германија, па потоа виде дека тоа е одреден неуспех. Не зборувам за политика, зборувам за демографски тенденции на подолг рок. Што ќе се случува во наредниот век, на пример, на светот? Дали ќе продолжат тие тенденции? Движењата на населенијата не се природни текови, туку се условени. Луѓето се одселуваат од едни места затоа што се чувствуваат дека немаат доволно можности да се реализираат, имаат потреба од нешто што не можат да го пронајдат во средината во која живеат и се иселуваат во држави, земји, територии каде што сметаат дека тоа ќе го добијат. Значи не станува природен процес дека на луѓето им е природно некаде да се иселуваат, меѓутоа да, тоа е општествено условено. Таму има можности, таму има побарувачка за работна сила и да, ќе бидат инклинирани да бараат иднина во овие Имајќи ги држави. предвид сите климатските промени, нели се зборува дека околу Средоземното море, околу екваторот ќе биде неподносливо за живот, па луѓето ќе бегаат кон север или кон југ. Во такви за такви прашања зборувам, какви се прогнозите на УНФА за наредниот век на пример? Какви тенденции и Многу трендови е се очекуваат? неблагодарно да се прават такви прогнози, бидејќи се уште не знаеме во кој правец ќе се реализираат ризиците од климатските промени. Заради тоа што овие прашања не се еднострани, различни фактори можат да придонесат кон шифт на наративот од еден во друг правец, кој може да биде фактот што сега се наоѓаме во една енергетска криза, фактот што во моментот се случува војна некаде во светот која ги погодува пазарите. Тие работи често пати не можат да се антиципираат и може да имаат влијание кое не секогаш може прецизно да се утврди, така што не можеме така долгорочно да планираме што ќе се случува со светската популација, посебно што движењето на населението, пропусноста на државите Не ќе да зависи од планирате, да прогнозирате, политичарите. бидејќи да, од политичарите, војна впрочем во секој момент се води некаде сега се води во Европа, па затоа е неблагодарно да Се се согласувам. прогноз... Да. Ја побарав прогноза, знам дека политиките не ги крои ниту УНФА, ниту Не можеме да дадеме не таква зависи прогноза долгорочна. Така, кога станува збор за Македонија, ете од пред некоја година и ние сме во негативен природен прираст, што значи повеќе луѓе умираат отколку што се раѓаат. Минатата година чинам беше рекорд во бројот на умирања, 28.000 луѓе умреа во текот на една година. И тука има исто така една контрадикторност, односно дилема, еден апсурд, кога станува збор за тој зголемен број, кој сега оваа година е во опаѓање, ми кажавте сега пред малку, не станува збор за како последица на смртта пандемијата од ковид, туку прва причина за смртта се кардиоваскуларните болести. Како тоа во една година имаме толку зголемен број на починати од кардиоваскуларни болести, а потоа повторно си се враќа во условно кажано таа некоја нормална бројка на 20.000 луѓе кои починуваат годишно во Македонија. Зашто станува збор на тој скок? На што се должи во 2021? Па добро, во 2021 е познато една од основните причини е секако и ковидот кој што е зафади светот. Да, меѓутоа статистиката не го бележи тоа така. Видете сега, следејќи ги појавите на причини за смрт, согласно на 10-та ревизија на Светска здравствена организација, со години во долг временски период кардиоваскуларните заболувања се на прво место. Меѓутоа, тоа да речем се појави поготово во времето на ковидот каде е зголемено како бројка и тоа е природен процес од оние починати 28.500 негде беа минатата година, која што бројка има силно влијание од здравствените причини која што влијае болеста како појава за да тој процент се зголеми. Имајќи го предвид дека и возраста на населението не само причината за смрт, односно која болест е кардиоваскуларните најмногу, меѓутоа и од возраста на населението, од една страна, од втора страна се рекол појавата на она што беше присутно како појава на болест. Тоа денеска е присутно, гледаме што се случува и денеска со таа појава во Кина и така натаму. Така да бројката фактички за земјава веќе тој процес е намалена, ако може да кажеме и за 2022 година, во однос на појавите на наталитетот и морталитетот, во изминативе веднаш да кажем 9 месеци од годинава, појавите се на наталитетот намалени во однос на претходната година, негде за 9 месеци изнесува 13.334
да речам, живородени деца, околу 17.344 се починати. И пак негде тој природен прираст на населението ќе изнесува негде околу 4.988, кој што е намалено населението во однос на За една година. не е за една година. Ако е за една година ќе биде негде може околу негативен природен прираст 5.000, минатата година беше со ковидот 10.000, скоро 9.800. Или во наредните 15 години, кога светов ќе брои 9 милиарди жители, ако ваквите трендови во Македонија продолжат, а не гледаме политика која би ги сменила, барем за сега, Македонија ќе брои околу 1 милион жители. Такви се прогнозите од сегашните 1.800.000. Од 1.836, 713 и 15 колку што беа во септември минатата година, 2021 година, сега негде тоа население ќе спадне испод 1.830.000, да не речам, веќе со оној последен квартал од 2021 и овие 3 квартали, 9 месеци од 2022, веќе населението е намалено негде за околу 6.000. Просек на годишно ниво, да не речеме, бидејќи тие појави беа присутни тогаш, секако четвртиот квартал уште траеше во поголем дел појавата на смртноста која делуваше со ковидот, меѓутоа оваа година веќе тој се намалува и намалувањето е негде кај нас доста намалено од 29.500 негде на 17.300, веројатно до крајот на годинава ќе биде околу 21.000, така да негде околу 20% од умрените, морталитетот ќе биде подобар. За разлика од наталитетот кој што не покажува зголемување во однос на и претходен период, не само 21, него и во претходниот дел, каде што населението веќе во однос на наталитетот во нашата земја покажува трендови на опаѓање. Добро. И тоа ќе доведува и натаму, не само 2019 година, веќе четврта година, каде имаме негативен природен прираст, односно во природен пат населението се намалува. Ако го додадеме натаму емиграциите на нашето иселување, тоа е она бројка која што ја кажуваме постојано, беше околу 600.000 според Обединетите нации, сега е околу 700.000. Кај нас не постои таква евиденција регистрирано население кое што заминува од земјата и тој број е се поголем. А тоа влијае на сето она што го говорим. При тоа животниот век во Македонија, според последните статистики што ги најдов, 71 година за мажи и 75 за жени. Значи, истовремено како што старееме и се приклучуваме на клубот на нации кои стареат со погодолг животен век, ние животниот век не расте кај нас, меѓутоа растеме со негативниот прираст. Односно, како тоа го прават поорганизираните општества од Македонија? Влијаат повеќе на намалување на морталитетот или на зголемување на наталитетот, или треба да се најде некаков баланс? Има ли некој рецепт што би можеле да го примениме ние, имајќи предвид дека подготвуваме и ние како земја државна стратегија за демографија, која треба да биде готова идната година? Бидејќи пред малку ја спомнавме како пример Кина, која имаше силни популациони политики кои директно задираа во правата на луѓето, имаме и примери на држави кои дава, па и ние бевме дел од во еден период, имавме пронаталистички политики. И од двете страни обидот да се директно да се интервенира во репродуктивното право на луѓето не дава резултати на долг рок. И во Кина влијаеше на различни, имаше резултати на поголем број на машки деца, с голем број на абортуси на женски деца, ја искриви динамиката помеѓу половите. Од друга страна, пронаталитетските политики во државите на краток рок даваат резултат, меѓутоа не и на долг. Тоа значи дека семејствата што сакаат да имаат трето дете ќе го родат порано, меѓутоа не мора да значи дека вкупниот број на семејства со трети деца ќе се зголеми. Она што можеме да научиме дека кај нас факторот емиграција е многу важен кога зборуваме за планирање на политики за население, дека ниту една држава, како што спомнав, нема една демографска политика која што сите проблеми ги решава, меѓутоа има примери од кои можеме да учиме. Прво, да гледаме да обезбедиме она што им е потребно на луѓето што живеат тука. Луѓето што заминуваат со одредена причина. Се разбира, луѓето се слободни да се движат и да живеат каде и да посакаат, меѓутоа доколку тоа го прават заради тоа што немаат пристап до квалитетно вработување, немаат пристап до квалитетни здравствени услуги или нешто слично, тогаш тоа се прашања кои треба да се адресираат.
Дополнително, како што ги спомнав, политиките за планирање на семејство и вклучување на мерки кои што ќе ги поддржат семејствата што сакаат да имаат деца. Најголем дел од луѓето би имале едно, две или повеќе деца, меѓутоа одложуваат да ги одложат или да не ги имаат од одредени причини. Тие причини треба да бидат адресирани. Дали преку посебни мерки за поддршка на семејствата, преку различни други секторски политики, кои што ќе бидат, се разбира, вклучени во новата стратегија за демографски политики. Може ли да ми кажете земја некоја која имала успешен модел? Ги спомнавте Кина како проблематична, условно кажана, во однос на човековите права, меѓутоа има ли некој рецепт кој би можел да биде применлив во македонски услови, а дал резултати во изминатиот период? Па видете, има земји кои што се обидуваат преку семејни политики да промовираат повисоки стапки на фертилитет како скандинавските земји. Има земји како Ирска кои што имаат солидни имиграцијски политики кои настојуваат да привлечат не само своја диаспора, туку и други лица да се доселат во нивната држава за да можат јазовите во пазарот на трудот и достапната работна сила да ги решат. Постојат примери од кои може да се учи, меѓутоа секоја држава е контекст за себе. Така што треба да се детално да се анализира нашиот контекст. За жал, тоа долго време не беше можно, бидејќи ние 19 години немавме попис на населението. Ако факторирате на тоа и дека ние немаме ефикасен начин да ја бележиме емиграцијата и селувањето, ние имавме на вистина неверодостоен приказ за тоа какви ни се популационите трендови во државата. Кога сме имале таков пропуст и проблем, како сега правиме стратегија за демографски политики, која треба веќе наредната година да биде готова, а лани, односно годинава чувме резултатите од пописот спроведен лани, така што очекувате од таа стратегија за демографски политики? Дали ќе го даде посакуваниот резултат и кој би бил тој посакуван резултат? Да се вратиме на процентот од проста репродукција, да го зголемиме животниот век на населението кое живее тука, или пак да бидеме во експанзија, да имаме позитивен природен прираст и да ги задржиме луѓето во Македонија да не се иселуваат веќе. Значи повеќе прашања како дилема и како ваше видување во однос на демографската стратегија. Па воглавном од она што е како би се задржало населението со подготовка вака на стратегија за популациона политика која би имала влијание врз населението во земјава, основниот концепт е веќе констатиран. Да се сопре во најголем прво миграцијата, имајќи во предвид дека тоа е младо население, имајќи дека е репродуктивно население, имајќи во предвид дека тоа да наречеме и високо образован кадар, каде што во последниве години си заминува од земјата. Втората работа секако е зголемување на наталитетот, како би постигнале една одредена зголемување на стапката на раѓање на живородени деца во однос на она што е присутно сега за во натамошниот период. Меѓутоа и едната појава и другата појава се процес кој што би траел со години. Тоа не може да се реши со едно волшебно стапче, со една стратегија за година и две. Ако веќе говориме во кој временски период и колку ова трае, тогаш може да се вратиме назад, да видиме дали тоа може во иднина за толку и краток временски период сето тоа да се надмине. Така да во таа насока е повеќето присутно она што може да се прави во функција на, веќе беше испомнато, подобрување на одредени услови, веќе тоа е наведено, кои се причините, меѓутоа и што би превзеле утре во иднина за да сето ова се надмине како појава, да ние како земја бидеме во еден тренд каде што би го задржале населението, каде што би го зголеми наталитетот, а со тоа би го продолжили животниот век, би ги подобрили условите и она што се е присутно за едно општествено добро живење во Димитровска, вклучен ли е Фондот за население на Обединетите нации во подготовката, во изготвувањето на таа стратегија за демографски политики на Македонија? Да, Фондот за население на Обединетите нации е главната агенција во рамки на агенциите на Обединетите нации која што се занимава со податоци за населението и популациони политики. Ова е трет стратешки документ кој државата ќе го усвои на тема демографски политики. Министерството за труд и социјална политика на почетокот на годината побара да го поддржиме процесот на изработка на нов стратешки документ. Во моментот има активна стратегија за демографски политики, која во моментот се ревидира. Се прави
проценка на тоа кои биле слабостите, што требало да се направи, што се направило и какви биле ефектите. Дополнително, пописот ни овозможи едно богатство на податоци чија анализа ќе помогне во креирање на политики базирани на докази. Да, пописот се реализираше лани, прелиминарните резултати беа објавени во март, меѓутоа се уште се чека финалните резултати кои ќе ни бидат достапни за анализа да бидат објавени, така што тука е процесот од кој ќе зависи на тамошната динамика на работа на стратегијата. Прво да се изанализираат детално резултатите, понатака да се мобилизираат сите национални партнери, да, Министерството за труд и социјала работи на овој документ, меѓутоа спомнавме демографските прашања и причините се мултисекторски. Тука ќе бидат вклучени повеќе министерства и институции кои што ќе треба да се обврзат да действуваат на ова поле. За жал ни истекува полека времето предвидено за оваа дебата и би сакал на крај само кус одговор на прашањето во една пак глобална дилема, кога го одбележавме на некој начин светот раѓањето на 8 милиардитиот жител, кога се води војна на европско тло, кога се имаат предвид сите предизвици со кои се соочуваат и Обединетите нации како институција, кога се ревидира или се создава нов светски поредок, какви се шансите да создадеме хумана планета за сите нас кои живееме овде, 8 милиарди, или светот и понатаму ќе остане привилегија за едни, а тешкотија за други? Ќе бидам кратка. Знакот со кој го одбележуваме 8 милиардитиот жител е бесконечност. Шансите се бесконечни, меѓутоа треба да действуваме фокусирано. Благодарам, господин Герасимовски. Во таа насока е добро и од она што бе се спомнато, меѓутоа на крајот би додал, односно би кажал, глобалната слика на светот, меѓутоа и глобалната слика за нашава земја. Не само за првите 9 месеци, не ова. Треба да водиме сметка повеќе во и стратегијата и појавите кои што се присутни во земјава, во која насока? Во насока дека во земјава има добри, односно лоши демографски движења со стварање на депопулација или празнење на просторот. Земјава има 8 региони, 80 општини и 1783 населени места. Меѓутоа, кога би го следеле тоа или анализирале, во глобална смисла кажуваме по европските земји и земјите во светот, меѓутоа и за регионите, општините во земјава. Во земјава веќе ние имаме зафатено негде околу 80% со негативен природен прирас. 6 региони во земјава се со негативен природен прирас. Во 2022 говорам, за претходниве 4 години, тоа се знае. Втора работа е, имаме 63 општини кои што се со негативен природен прирас, а 17 општини се само позитивен. Ако тоа го гледаме регионално, значи, поготово во регионот, Пелагонискиот регион, кој што има највисок негативен природен прирас, па источниот, потоа југоисточниот и вардарскиот. Па дел сега се појавува и во североисточниот. Само во Скопскиот регион и во Полошкиот регион имаме мало позитивно салдо. Тоа доведува да сепак овие говори што ги држиме, овие кажувања што ги имаме да се има во предвид, и во стратегија. Што значи веднаш е прашањето во мултипристапност на изработка на стратегијата? Тоа значи следново, вклучување на повеќе она што треба субјекти во земјава за да сето тоа кажат. Што значи во сето ова во регионална смисла рамномерен регионален развој во земјава? Стратегија, акционен план и така натаму. Сега погледајте, источниот регион карактеристично е што во големите општини, не региони, во големите општини, Прилеп, Битола, Куманово, да не говорам од Источна Македонија, од Берово, Пекчево, Делчево, Виница, Кочани, Штип, Пропи, Штип, Гостивар е карактеристичен, Охрид, Струга, Кичево. Тоа се веќе длабоко навлезени во негативни појави. Благодарам многу на обајцата. Очигледно имаме многу повеќе теми и дилеми за разговори. Ќе направиме друга емисија на истава тема.